Половина час до најмасовниот протест предводен од студентите закажен за пред Народното собрание. Белграѓани уште синоќа ги пречекаа демонстрантите од сите краишта на земјата со црвен тепик, вувузели, скандирања и прегратки. Ноќта мина на улиците, а од утрово со герила акции го најавува антикорупцијскиот протест 15 за 15. Пумпај е главната парола на демонстрантите, алудирајќи да се надува балонот на неправдата и да пукне еднаш за секогаш. Ноќта полицијата имаше полни раце работа, да ги двои групите кои се представуваа дека сакаат да се вратат во амфитеатрите и студентите кои ги започнаа факултетските блокади, а кои што прераснаа во масовни протести. За спортиставеноста во српското општество, пораките од властите, барањата на демонстрантите и се што се случува во Белград изминатото деноноќи, од прва рака од колегата Огнен Ченчаревих и Зоран Трајковски. Огнен, повели? Да, Павле, како што кажа и ти во твојата најава, за денеска може да кажам дека е денот Д и за студентите и за претседателот Александар Вучич и неговата владеачка партија СНС. Граѓани, студенти, моторџи, велосипедисти почнаа да пристигаат уште вчера вечерта. Видовме каков беше дочекот во Белград, со ентузијазам, со прегратки, како што кажа и ти. Ти останаа вечерта во Белград, спиеа во домови, спиеа кај пријатели, луѓе им нудеа смештај. За веќе рано утрото, може да кажам уште околу 7:30 часот, првите колони, првите групи, па и маси луѓе да се упатат кон 4 зборни места кои што беа потенцирани, кои што беа мапирани од организаторите на масовен протест. Луѓе одеа, пристига се движеа по улиците, се обраќаат по градот, е речиси блокиран поради огромен број на луѓе на улици. Ние бевме на площадот на Републиката, овде во центарот на Белград, на неколку стотини метри од Сераджија, каде што вчера пак беше дочекот на луѓето кои се доаѓаат за денес да присуствуваат на митингот. Голем број на граѓани, околу 3 сега, како што кажа ти, половина час пред да почне официјалниот старт на митингот, како што може да видите зад мене, како што пренесе и камерата на Телмаши, каде ќе има десетици илјади граѓани. Ова е местото каде што се види главниот собир. Обраќањата кои се закажани за 17 часот, на кои што студентите ќе кажат своите барања, ќе ги повторат своите барања, ќе се одржи на площадот Славија, а ќе биде пренесуван преку видеофилм на главниот настан на протестот пред Народното собрание. Разговаравме со луѓето кои што дојдоа и кои што се од Белград, но и кои што дојдоа во Белград за да ги поддржат студентите. Велат дека студентите буквално го подигнале општеството од апатија, им дале мотив на возрастните да повторно да застанат и да се побунат против корупцијата и криминалот во српското општество. Младите повторуваат сите исти став. Не бараме оставки, не бараме избори, бараме оставки и бараме истраги. Бара да се спроведуваат законите, криминалот и корупцијата да се казнува, а виновниците да одат во затвор. Тука предлагам да погледнеме анкетата која направивме на некој еден час пред почетокот на овој протест, големиот протест 15 за 15 пред Народното собрание во Белград. Mi smo došli iz našeg grada da bude oslobođen grad, da pomognemo studentima, da se ispuštuju zahtevi, da konačno institucije počnu da rade u ovoj državi i da se ovi političari navodni već 30 godina skloni da pustavu pametnu decu, da vode ovu državu, jer ima toliko školovanih koji osvajaju medalje po svetu, ali nisu nigde i propagiraju se takvi nekakvi, pa da kažem, bezvredni ljudi, znate. Nisu bitni toliko u našim životima i ne znaju da vode ovu državu i ne znaju da rade, znaju samo da rade za sebe. Mislim da ovoj deci treba podrška i oni ne traže mnogo, oni traže da institucije rade, da se zahtevi ispune. Ono što je divno, što se ova deca probudila, nešto što sam ja za njih 10 godina mislio da ne postoji više. I u Srbiji i na Balkanu, kada idem na more, svraćam u Makedoniju, bio sam u Hrvatskoj, bio sam u Bosni, ljudi su odustali. Znači ili borave i čekaju da otputuju gore ili su pobegli odavde.
ova decu svima vratila neku nadu da ovo može biti neko drugačije mesto za život. Nemam pojma, šta god kaže, evo sad sa njim pričam, brat mi je u Zemunu, sa zemunske strane dolazi i stoji već sat i po vremena, ne može da pređe most. Videli smo sada sliku kolika je gužva. Meni šta je ovde najbitnija stvar jeste da su ova deca nama digla emociju. Ovo je bukvalno toliko jako da to više niko ne može da zaustavi. Oni su nam dali snagu, što je neverovatno da dolazi od dece od 20 godina, da su oni uspeli da dignu ovo društvo i da nas, starije ljude, dovedu, da nas probude nekako iz nekog sna, ne znam ni ja. Koje su vaše očekivanja? Poruka mi je da podržavam studente, idemo sa decom, pumpamo, najjače! Idemo dalje, nema stajanja. Što očekivate da će se desiti od sutra? Posle protesta. Da će pasti onaj koji mora da padne. Biće bolje sutra, uvek će da bude bolje sutra! I bit će pravde kad ovo carstvo padne! Hvala ti! Moja poruka je ako je neko mogao da dođe iz Čačka, iz Užica, zašto ne bi ja mogao koji sam rođen u Beogradu? Idemo do pobede! Šta očekuješ da će se desiti već od sutra? Biće li promene? Pa ako se ništa ne desi, onda je sramota. Mora nešto da se desi. Na bolje. Огнен, најважното прашање кое денеска се поставува е дали протест со стотици илјади граѓани, илјадници специјалци на улиците и неколку спротивставени групи може да ескалира и да прерасне во насилство. Ти разговараш и со експерти. Денеска, иако студентите имаат стриктни наредби да се избегне насилство, да се избегне контакт по секоја цена да биде протестот миролюбив, да нема никакви насилства. Од друга страна пак и државните институции, председателот Вучич цело време го држи тоа темпо, тој бординг дека очекува насилство, дека ќе има насилство, дека ќе има многу уапсени и дека ќе биде последен протест. Од тоа што можев јас да го видам, еве кога доаѓа сукат, се уште не беа недојдени студентите и граѓаните. Тракторите кои што беа поставени пред кампот на провучич студентите беа оштетени, беа демолирани. Тоа се случило ноќта. Кој како го направил тоа? За сега нема податоци, бидејќи нема ли официјални податоци дека некој е приведен или е обвинет, осумничен за демолирање на тракторите. Но што е битно? Јас стојам тука, буквално на 30 метри од мене, почнува кампот каде што се студентите кои што сакаат да учат. Вчера бевме во тој камп, тоа што можевме да видиме... дека има студенти, но претежно луѓето што се таму не се на факултет. Што може да се случи? Значи, гледаме, го следиме текот на протестот, повеќето луѓе се дисциплинирани, сите се свртени повеќето се свртени на кај собранието. Можете да видите дека има две линии зад мене. Луѓето со црвените беретки се воени ветерани од специјалната падобранска единица на српската армија, 63-та бригада. Тие се дојдени тука како поддршка на студентите и како гарант дека нема да се прелие насилството, барем не на оваа страна, кон собранието. Меѓутоа, кампот останува таму. Од тоа што можам да го видам, има бројни полициски сили кои што се таму за да спречат било каков контакт. Што ќе се случува, никој не може да предвиди. Неофицијални информации се повторувам, неофицијални информации, имав можност да погледнам неколку клипови дека во тој камп од луѓе што се инфилтрирале, во тој камп се подготвени и за евентуален судир, има газ маски, камења, но велам, тоа се неофицијални информации, тоа е се што видов. Тоа е што видов на снимени клипови, што не можам да потврдам автентичноста. Луѓето велат дека власта може би посакува да има нереди на денешниот протест, бидејќи тоа би бил вовед во од тие луѓе што зборев, што ме брифира, дека тоа би било вовед во и отварање на врата за да се прогласи вонредна состојба, што може би ја посакува председателот Вучич, може би и не. Клучното е што студентите и денеска нема да испорачаат политички барања од тоа што од луѓето со кои што разговарав и од тоа што ме брифира е дека нема да
да испорачаат политички барања. Барањата остануваат исти, институциите да функционираат, одговорност и казни и затворски казни за луѓето, особено државната администрација кои што се мешани во корупција. Павле,